Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. А Дирлада која ето можеби најголемиот хитеве да кажем. Дури не знам 5 милиони прегледи има мислам на YouTube. Така? Па цела меморија има 40 милиона. На овие спонзори што не сакаа банка да. Дај не знам таков бенд што има 40 милиона. За песната како е настаната и во кое време е настаната, кај што пее за Јорго и за љубовта. Со таа песна Ристо Самарџиев дојде да пее во меморија и со таа го обзнанивме нашето заедничко дружење. Процес замина од меморија, дојде Ристо. А му е првата на Ристо. Тоа е првата песна со која направивме спот. Тони фрајерот што лета на као иде према Грчка граница затворена и така натаму драма. И сега драма, да. Да, и тој спот и таа песна навистина во тоа време направи голем бум. Кога се видевме низ Македонија со Ристо, тоа беа последните 15 на концерти. Едва ја чекаа Дила, ние цело време мислевме дека не, ама со Ристо се смени малце меин сетапот. Так. И нашите слики и Дирлада стана... Нашите слики исто со Ристо. Да, стана многу вирални, видливи. И сега, враќајќи се назад за концертот, пробавме у реге варијанта да ја свириме. Ајде. Значи, не ја бива оваа. Значи, звучи катастрофално. Значи, скоро цел концерт спремен, оваа и уште една песна, а ти каде си ги оставивме за на крај, бидејќи ни беа малце комплицирани како сакаме да ги изведеме. И ја свириме у реге, пее Ристо, се случи све, не бива. Ајде викам да ја свртиме малце у рок-н-рол, абе вика Валентино, абе многу чудни, хармонијата е чудна, вика, за да може, абе да пробуваме, не личи. Пак не личи. Ајде викам да не ја свириме уопште на концерт. Изненадување. Не би изненадување да не ја свириме уопште. Па изненадување ќе биде за публиката, како така? Не бе, уопште да не ја свириме. Не занима, да ја забораваме. Пак ја барат. Имаме 20 кусур песни, што било не било, нека не било. Ама ќе викаат. И сега со Ристо искачаме надвор на пауза, кај Валентино во студио вежбаме. Абе ја имам една идеја, ама ми е... И ти му викаш? И Ристо... Му викам дувачи, а? Дувачи. Малку плех. Вика, ама ја сакам да кажам, ама ке, знаеш, нели меморија рок-н-роло, ке ти прв ке беше против мене. Да им кажем или вика, мене ми беше незгодно да кажам, пошто ја ке бев прв против себе. Да. Значи, и му викам, знаеш што ќе направиме? Сега ќе влеземе унутра, му викам, и ќе му речеме на Валентино, чисто онака, да ја свртиме. На зезанци, ако. Да, дум папа. Тараната, и онда отсвири со труби ова згора. Таква боја да стави на сајзер. Да, Валентино нема цар на прво и влегуваме заедно и му викам Валентино, а да пробавме, му викам ова Дирла да ја префрнеме, му викам малце со дувачи. Абе вика, јас сакам да кажам, ама ке мислите, значи сите тоа го мислев. Бане, ама секој се плаши да каже, пошто не е многу рок-н-рол ова бенд оф меморија. Да. И Бане вика, абе цело време тоа ви викам Бреговиќ, дај ова думпа. Да разлупа. И пробуеме песна на звучи like a million bucks. Знаеш како некој да ја пратил од негде кај так. Дури луѓе кој да ја прифатија таа верзија како по некако Така треба да звучи. И му викам на Валентино, барај ги блезери утре, распи за аранжман и да дојдат на проба. И Валентино им звони и вика, Перо кај ми каза, 9 души, други ден се створија. И ја лупнавме песната од прва, ја снимивме на ваквото и вика, пушти. И Децол, ова е, му викам, бис. Никој да не знае, му викам, ве молам вас од Блезери. И Драган Костич доаѓа сега кај нас у студио, пошто он едно-две ќе се појави. Да слуша што правиме, присутен. И ние као, му викам, што правите ви довашите тука? Му викам, ништо, Валентино има некој снимање. Не му кажеш? Не му кажи. Драган немаше појма. Човек кој уствари ја следеше скоро сите тие проби ги следеше скоро најмалку 2-3 пати месечно. И ја као ја пробуваме, а ти каде си пред него? Па ова добро звучи, ова она. Драган Костич немаше појма за Дирлада кога се случи тоа на концертот. Значи ептен ја држевте у тој круг. Значи скроз беше затворен системот и тоа беше ерупција. Еуфорија на сајам. Тоа беше апсолутна ерупција.